Како би изгледало тоа проширување? Колку е потребно проширувањето, односно колку боксови би биле потребни за некое оптимално работење? Дали би се правила релокација или би се останала нова локација тука? Значи, сега во моментот во разговорите со градот Скопје, сите овие можности што ги спомнавте се во комбинација. Разгледуваме дали има реална можност овде да се зголеми капацитетот на јавното претпријатие или да отидеме на друга локација, дополнителен објект уште еден, кој што ќе го зголеми капацитетот на јавното претпријатие. Затоа осетивме потреба и навистина има потреба. Градот, колку што имаме информации во комуникацијата со градоначалникот и со кабинетот, активно работиме на наоѓање на решенија. Разговараме веќе со некои од општините за наоѓање на соодветна друга локација, евентуално за нов објект. Колку што јас имам информација дека финансии се обезбедени за определени финансии се обезбедени за ваква намена. Сепак треба да знаеме дека тоа не е брза постапка, затоа што од моментот на одлука до моментот на реализација има многу процеси. Јас не сум ветеринар по струка, многу не ги разбирам, да речеме, тие урбанистички постапки, но има процеси на одобрување, на наоѓање на локација, одобрување на локација, адаптација на локација, па од тука натаму веќе изградба, односно наоѓање и изнаоѓање на решение структурно, инфраструктурно и реализација негова, така што тоа ќе потрае во секој случај. Ние не се насочуваме само кон употреба на тој капацитет и до тогаш да седиме, да чекаме да капацитетот дојде, па ние да почнеме да зголемуваме капацитет на работа. Ние како јавно претпријатие всушност тука го пробуваме да го зголемиме капацитетот, односно обртот на третман на животните, но во секој случај имаме една нова стратегија која што ќе ја направиме во многу брзо време, каде што ќе ги искористиме сите расположливи ресурси во рамки на градот кои што веќе постојат, кои што се во приватниот сектор. Таков начин всушност ќе го зголемиме капацитетот времено на јавното претпријатие се додека не се направи евентуално ова Како би изгледало тоа со приватните ветеринарни услуги, односно тоа се вика дисперзирање на работата на јавното претпријатие, всушност е предвидени во законот за ветеринарно здравство и сите општини во државата на таков начин што немаат прифатилиште со регистрирано ветеринарно друштво така и функционира. Со тоа што ние ќе одиме на еден модел кој што е иновативен, кој што првпат во Македонија го оствари и реализира општина Битола, но во, да речеме, наше европско ниво има многу градови кои што тоа го прават. Тоа е ангажирање паралелно на повеќе ветеринарни друштва со цел паралелно со нас да го решаваат проблемот. На таков начин секој едно ветеринарно друштво има определен капацитет кој што може на дневна основа да го зголеми капацитетот на работа на јавното претпријатие. Во секој случај ќе бараме тие ветеринарни друштва да имаат договор или во сопственост и определен капацитет за сместување. На таков начин всушност ќе имаме еден вид на дополнителен колку капацитет. такви ветеринарни институции има во Скопје отприлика? Дали имате некоја од Градот има над 20 ветеринарни друштва регистрирани. Тие не вдомуваат, тие третираат. Само ќе третираат? Да, тие третираат и времен престој може би да има кај нив. Идејата е ако јавното претпријатие може да стигне до некои 1800-2000 куќиња на годишно ниво самостојна работа, идејата е од тука натаму ние да имаме дополнително уште барем 600-700 до 800, да речеме, куќиња кои што ќе бидат третирани од страна на приватните ветеринарни друштва. На таков начин всушност го зголемуваме капацитетот на јавното претпријатие. Моментално тука колку стационари има? Јавното претпријатие располага со регистрирани 140 легла. Во моментов, заради тоа што има проширени надворешни боксови, имаме околу 170-180 куќиња кои што се стационирани односно присутни во претпријатие. Кога би се случило проширувањето, која бројка на стационари, односно на боксови било оптимална за убаво работење на претпријатието? Тоа можеме да го направиме само од кога да направиме таква проекција, кога ќе направиме мониторинг на уличната популација на куќињата, која што е во тек во моментот во градот Скопје. Последен пат е направена 23-та година, верувате од 23-та година до сега сигурно има разлика во оваа состојба, така што кога ќе направиме мониторинг, врз основа на тој мониторинг може да планираме определено решение на изголемување на капацитет на јавното претпријатие. Дали сметате дека освен проширувањето треба да се направат други работи од аспект на начинот на работа на лајка? Дали има некои други држави во Европа кои што го имаат овој систем? Ова е препознаен систем секаде во Европа и во светот. Нас прифатилиште ни одигрува јавната површина во градот. Има држави и градови кои што решиле, можеби една од таков тип најблиску ни е Бугарија, градот Софија, каде што решиле и да ги стационираат трајно куќињата
тога веќе меѓународни организации и експерти по благосостојба на кучињата имаат сериозни забелешки на таквиот начин на функционирање. Зашто? Затоа што прво тие кучиња во таква средина се во однос на благосостојбата се многу лошо третирани. Второ, затоа што тие животни, ако просечниот век на куче на улица околу 2 до 3 години, таму векот на живење се зголемува 12, 13, 14, 15 години во една ограничена атмосфера, што значи дека во тој момент градот, државата или општините кои што ќе отидат во такво решение, ќе треба тие кучиња да ги одгледуваат бројни години. Ако ние во нашата држава не го спречиме изворот, односно таму е најголем дел од изворот се домашната популација на кучињата, со станичките кучиња, во таков случај ние само ќе имаме едни површини каде што ќе трупаме нови кучиња кои што ќе трупаат нови трошоци на граѓаните, а всушност проблемот повторно ќе го имаме на улица. Затоа се решава паралелно, се решава превенција и третман. Јас не викам дека не е убаво делумно некои определени кучиња, определени локации да се превземат и времено да се стационираат, ама тоа е времено, не трајно, со цел да се работи сериозно со тие кучиња да бидат колку што може најбрзо вдомени, со цел да го ослободиме капацитетот на претпријатието за прием на нови третман на нови животни. Сметате дека пример да го се направи таков еден голем стационар кој ќе биде за трајно вдомување, не би имало некои резултати позитивни? Не, никаде не се покажало дека тоа е решение. Тоа е само стварање на уште еден проблем. Да. Сега да прашам во однос за мачките, што има и релативно голем број улични мачки. Како дали со проширувањето би се вовел некој, да кажеме, ред со улични мачки? Видов во законот имаше како насока општините да направат некои пресметки за мачки во општината. Дали лека би можела да ги третира и тие улични животни? Сега во моментов немаме таков капацитет. Ние во минатото во програмата имавме програма најчесто кога е, да речеме, сезоната на парање на мачките, па отворивме по еден месец во едната и во другата сезона да може да примеме. Тоа не профункционира баш, да речеме, и немаше многу пријави од граѓаните, а и нашиот објект не е толку добро структуриран затоа што има генерално односно стационирани кучиња, мачките и кучињата кога ќе се намирисаат, поготово мачката кога ќе намириса куче, она дополнително се возбудува и не е нормално, не е здраво да се третира масовно мачки во таква средина. Но доколку се гради нов објект, во секој случај ова ќе се земе во предвид и идејата ни е затоа што кога ќе дојде уличната популација на кучињата во фаза на контрола, во таков случај веќе уличната популација на мачките почнува да се дига нагоре и точно заради тоа доколку се гради или кога ќе се гради новиот објект ќе се земе и ова во предвид да го предвидиме моментот, да не го решаваме постфактум. Дали имате некоја проекција колку години би траело тоа проширување, колку би требало за да се создаде нов објект и долго се премести локацијата, што ќе случи со овој објект сега кај што се наоѓа? Не, овој објект ќе си остане за секогаш тука и овој ќе си биде дел од капацитетот на јавното претпријатие. Ние разговараме евентуално за проширување или новој капацитет или за изградба на нов. Тоа за каква временска рамка ќе биде, што е до нас желбата, ние што може побрзо, но сепак тоа кажам дека има оптимални, да речеме, постапки, процедури кои што навистина треба да бидат преземени. Јас навистина не сум од таа фела за да кажам тоа временски колку време ќе биде, но што побрзо, толку подобро.